сега станите на денот. Со носење на урбанистички планови за селата до побрз економски развој на општина Дебрца. Општина Охрид ги санира руинираните јавни површини. Кадровско и инфраструктурно доопремување на болниците во внатрешноста за растеретување на Скопскиот клинички центар. Порака нова струга воведува нови социјални услуги за лицата со посебни потреби. Започнува борбата на градскиот ракометен клуб Охрид за европските купови. Со содржините во дневникот започнуваме повременската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е сончево и топло време. Температурите вообичаени за овој период од месец март со максимална дневна во градов до 16 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон сабота ведро и свежо. Во сабота над крајните источни и североисточни делови од Европа нестабилно со врнежи од дожд и снег пропратени со засилен ветер. Локални врнежи од дожд и на Пиринејскиот полуостров. Во останатите делови од Европа времето ќе биде претежно сончево и топло. На Балканскиот полуостров во сабота претежно сончево време со локална облачност, но релативно топло за овој период од годината. Максималните дневни температури од 15 до 20 степени Целзиусови. Во Македонија во сабота свежо утро со утрински температури од -3 до +5 степени. Во текот на денот сончево и топло време. Максималните дневни температури во земјава во сабота од 13 до 21 степени Целзиусови. Во Охрид во сабота свежо утро, а во текот на денот сончево и топло време. Минималната 2, дневната 15 степени. Во недела во Охрид сончево и топло време со температура до 17 степени, а во понеделник умерена облачност со сончеви период. Попладне нестабилно со услови за слаби и локални врнежи од дожд. Минималната 4, дневната 12 степени Целзиусови. Во вторник умерено облачно време со сончеви периоди. Минималната температура 7, дневната 15 степени Целзиусови. Атва Хоум Центар на нова локација. Во новиот продажен простор уште поуспешно ја остваруваме нашата мисија на едно место да обезбедиме широка понуда на производи кои ќе го подобрат и разубават вашето секојдневие. Уредете го вашиот дом, деловен простор или градина без да го оптоварите домашниот буџет. Купувајте по најпристапни цени и со постојани промотивни акции. Во нашиот салон ќе ги пронајдете најубавите и најкреативни подароци за секоја пригода. Атва Хоум Центар. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во безпрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и DeWalt. Кармен Бау Центар на улица Железничка.
Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Фотоволтаичен систем, винарии и изградба на современ ладилник се дел од објектите кои ќе се градат во општина Дебрца. Овие стопански објекти ќе донесат економски бенефит за жителите и заедницата. Се очекува побрз локален економски развој по завршување на долго очекуваната урбанизација за селата. Завршената урбанизација за 10 села во општина Дебрца ќе овозможи изградба на стопански објекти. Наскоро се очекува изградба на фотоволтаичен систем, винари и современ ладилник за откуп на земјоделски производи. Фотоволтаиците ќе се градат на парцели во селата Злести, Горно и Долно Средорече, потенцира Зоран Ногачевски, градоначалник на општина Дебрца. Парцелите се во сопственост на државата, а со нив располага општината според законот за градежно земјиште. Деновиве ќе биде поднесено барање до владата за добивање согласно за начинот на издавање на парцелите, дали ќе бидат дадени под закуп или ќе се отуѓат. За изградба на вакви системи веќе пројавиле интерес домашни и странски инвеститори, укажува Ногачевски. Фотонапонски централи со површина некаде од околу 60 хектари и со можност за инсталирање на производство од околу 40 мегавати, што е значајна, да речам, бројка, особено сега во амцето на енергетската криза, кога и државата дава приоритет на тие стратегии за изнаоѓање на обновливи извори на енергија. Градоначалникот Ногачевски очекува побрз локален економски развој по завршување на долгиот процес на урбанизација на селата. Економскиот развој на општината е многу важен и за жителите и за заедницата. Салата на задружниот дом во селото Требеништа ќе биде пренаменита во корисен простор кој со години им е неопходен на производителите на зеленчук и овошје. Според бизнис планот кој што го даде инвеститорот во наредните 10 години, ќе треба тој тука да изгради современ откупен центар за земјоделски производи. Дефинирано е во бизнис планот по години која активност треба да се преземе. Крајната цел да се изгради еден модерен ладилник, односно модерен откупно-дистрибутивен центар, кој што е на вистина начајна потреба за земјоделците од нашата општина. Заинтересиран инвеститор има и откуп за градежно земјиште во селото Мишеишта. Инвеститорот планира да инвестира во изградба на винарии. Со урбанизацијата се предвидени 9 парцели за изградба на мали винарии. Општина Охрид ќе ги санира оштетувањата на јавните добра и урбана опрема на повеќе локации, меѓу кои и плоштадот кај минимаркет, за чија запуштена состојба реагираа граѓаните преку рубриката Тисетво од град на ТВМ. Службите на општина Охрид извршиле увид и ја утврдиле состојбата во која се наоѓа плоштадот кај минимаркет, како и пешачките патеки Канал Студенчишта Хотел Парк, Лабино Канео, Лабино Воска Далјан, детските и повеќе наменските игралишта на цела територија од општината. Врз основа на затекнатата состојба изготвиле план и утврдиле динамика за нивна санација. Од локалната велат дека зафатите за реконструкција ќе започнат од идната недела. Покрај јавните површини кои подолг временски период беа руинирани и запуштени, ќе се санираат и оштетувањата на делови од коловозот и тротоарите кои беа настанати во изминатиот период на улиците кои беа реконструирани пред околу 1 година. 15-ти корпус и Јане Сандански. Општина Охрид се договорила со изведувачот на градежните работи да се санираат сите пропусти во најкус можен рок и без дополнителен трошок за локалната самоуправа. Повеќе од половина од здравствените услуги македонските пациенти ги добиваат во Скопскиот клинички центар наместо во болниците во внатрешноста. Клиничките центри, како оние во Штип, Тетово, Битола, работат речиси како амбуланти. Преку системот Мој термин нема термини за многу специјалистички прегледи, па оттаму пациентите се препраќаат во Скопје. Министерот за здравство Беким Сали вели дека потребно е кадровско и инфраструктурно доопремување на клиничките центри во внатрешноста.
Клиничките центри во внатрешноста имаат потреба од кадар, инфраструктурно доопремување, до едукација на здравствениот кадар и обезбедување достоинствен простор за работа, со цел да се комплетира така наречениот мозаик за давање на една услуга за пациентите од внатрешноста во местата каде живеат, кажа министерот за здравство Беким Сали во интервју за Радио Слободна Европа. Клинички центар во Скопје се повеќе се полни со пациенти. Исполнетоста надминува и над 85%, додека во внатрешноста во болниците кои се од секундарно ниво или клиничките центри како оние во Тетово, Штип и Битола, исполнетоста е околу 40 до 50%. Министерот смета дека за подобра ефикасност за здравството и примарните здравствени услуги треба да се даваат навремено. Инаку 60% од здравствените услуги македонските пациенти ги добиваат во Скопскиот клинички центар наместо во болниците во внатрешноста. Многу болници од внатрешноста кои што не извршуваат некои услуги, поради тоа што поради заминување на дел од кадар, нели, секоја здравствена услуга во секундарно ниво е тимска работа. Еден вработен кој што си заминува од земјата за жал или па се пензионира, таа услуга веќе не се извршува во одредена болница. Има голем недостиг на кадар во внатрешноста и затоа пациенти се препраќаат во Скопје. Според податоците од Мој термин, со месеци нема термини за уролошки прегледи, ехо на дојка, колоноскопија, ниту пак за биопсија. Пациентите кои плаќаат здравствено осигурување не можат да добијат здравствена услуга. За споредба, само во Словенија, само 20% од пациентите завршуваат на прегледи во големите клинички центри во главниот град. Поради недостиг на кадар, термините се пролонгираат затоа што имаме само еден специјалист. Или па фали анестезиолог за некоја услуга. Ние знаеме дека сме држава со недостиг на доволно потребен кадар за анестезиолог. И поради тоа се натрупуваат, листата на чекање во клинички центар е многу долг. И повторно во склоп на сето тоа што го збориме за сега, предизвик е за нас. Во план е до опремување на 8 регионални болници со одредени здравствени услуги, бидејќи во моментов не постои можност за целосно опремување со кадар за сите услуги во секоја болница, потенцира министерот за здравство Беким Сали. Порака нова воведува нови социјални услуги за лицата со посебни потреби во Струга. Одмена на семејна грижа и нега во домот ќе бидат новите услуги кои ќе ги добиваат лицата со попреченост и нивните семејства. Во тек е обука на 20 негователи кои ќе бидат вработени на полно работно време. Нови социјални услуги за лицата со попреченост во Струга. Одмена на семејна грижа и нега во домот се двете нови услуги кои ќе ги воведува Сдруженијето Порака нова. Родителите ќе бидат одменети од обучени лица за грижа на лицата со попреченост. За прв пат нега и помош ќе добиваат лицата со Алцхаймер, мултиплекс склероза и лица на кои им е потребна палијативна нега. Ова е 10-месечен пилот проект кој во иднина треба да продолжи. Одмена на родителот на неговите секојдневни обврски околу лицето со попреченост и во рамки на ова услуга негователи ќе работат со лицата со попречености. Нега во домот се однесува на лица со мултиплекс склероза, со Алцхаймер и луѓе на кои што им е потребна палијативна нега. Значи, тоа се три вида на негователи кои во наредниот период ќе добиваат и обуки. После 3-месечни обуки негователите ќе бидат вработени во организацијата Порака нова Струга, а потоа ќе се поврзуваат со лицата на кои им е потребна услугата. Тие ќе бидат вработени на полно работно време. Планирано е да бидат ангажирани 20 негователи. Со тоа што сега овој период на пријавување забележавме дека е многу мал интересот кај населениот ниво да се вработат како негователи. Не знам која е причината за тоа. Добиваат лиценца која што е признаена од Министерство за образование и наука, која што во други случаи чини многу пари, а овде ја добиваат бесплатно. За тој период на обука тие ќе бидат платени, така да стварно ги повикувам сите и плюс добиваат за гарантирано вработување после тоа. Во Струга од лани има и персонални асистенти кои им помагаат на стари и изнемоштени лица. Новите социјални услуги ќе го олеснат животот на лицата со посебни потреби и нивните семејства.
Хидробиолошкиот завод Охрид ќе го одбележува ликот и делото на академик Станковиќ, на чија иницијатива и заложби се должи постоењето на оваа научна установа. Хидробиолошкиот завод Охрид спаѓа во редот на најстарите научни установи, формиран уште во далечната 1935 година, како единствена научна институција од ваков вид на поширокиот балкански простор. Хидробиолошки завод Охрид своето основање во далечната 1935 година и епитетот прва научна институција на Балканот го должи на иницијативата и заложбите на академик Синиша Станковиќ, великанот во лимнологијата и во научната мисла воопшто, влюбеник во Охридското езеро, негов голем познавач и промотор. Научниот кадар на институтот, делото на академик Станковиќ, Охридското езеро и неговиот жив свет, го смета како појдовна основа врз која се темелат сите понатамошни истражувања и сознанија за нашиот најголем природен споменик Охридското езеро. Хидробиолошки завод Охрид ќе го одбележува ликот и делото на академик Станковиќ, а како еден од првите чекори за оддавање почест, ја одбра 130 годишнината од неговото раѓање. По тој повод утре ќе се одржи свечен собир со прикладни говори во куќата на Уранија Охрид со почеток од 12 часот. Основањето на Хидробиолошкиот завод представува пресврт во истражувањата на уникатното Охридско езеро, бидејќи се создадени предуслови за продолжување на систематското проучување на езерото и богатата флора и фауна со бројни ендемични и реликтни видови. Тогашната хидробиолошка станица ја премостува Втората светска војна, ги развива своите потенцијали и прераснува во завод кој во 1994 година е запишан во регистарот на организации за научно-истражувачка дејност во Македонија, вели доктор Орхидеја Тасевска, директорка на заводот. Денес јавната научна установа Хидробиолошки завод е современа научна установа со завидна бројка на научен кадар, 12 доктори на науки и 2 магистри организирани во 10 оделенија. Во сабота, градскиот ракометен клуб Охрид го игра првиот надпревар од плејофот на домашен терен. Охридските гладиатори го пречекуваат во моментов трето пласираниот Бутел. Скопската екипа секогаш е гарант дека не очекува неизвестен надпревар на кој атмосферата е вжештена и на теренот и на трибините. Започнува борбата за Европа за Охридскиот градски ракометен клуб. Ако нешто се знае во македонскиот ракометен плејоф е тоа дека првите 2 места се резервирани за Вардар и Пелистер, а за останатите 2 места се борат 4 екипи од кои во најдобра позиција е Бутел. Токму овој противник е првата пречка за охриѓани која мора да се помине за да се одржат надежите дека европските купови не се невозможна мисија. За нас добро познат противник, со кого секогаш играме неизвестни и би рекол тврди надпревари. Мотивот и желбата за победа кај нас е голема. Добро се спремавме овој изминат период, како на видеоанализите, така и на тактичката поставеност и сметам дека сме спремни да извојуваме победа. Ке ни треба голема поддршка во сабота, затоа ова можност ја користам да ја повикам охридската публика и нашите верни рибари да дојдат во што поголем број и да ни бидат ветар во грб. Во претходните дуели на овие две екипи најголем проблем за охридската одбрана представува пикерскиот двоец Јефтич Василевски, кои се детално анализирани на големиот број видеосостаноци кои ги одржале играчите. Атмосферата во екипата се уште е на високо ниво, иако за следната сезона најавени се неколку заминувања на чело со тренерот Стојановиќ, но сите тие се професионалци кои го одработуваат договорот до крај и Охрид на секој надпревар оди на победа, што значи и пласман во првата четворка, потенцира капитенот на охријани. Не се откажуваме, иако сме во еден мал хендикеп, да речам, бидејќи не пренесевме бодови во плеофот, но освен Вардар и Пелистер, кои што се на едно малку повисоко ниво, мислам дека другите екипи сме изедначени по квалитет и све може да се случи. Потребен ни е само еден брејк, односно една победа во гости, за да би биле една да би обезбедили една од првите 4 позиции. Надпреварот ГРК Охрид Рака Бутел е закажан за сабота во спортско-рекреативниот центар Билјанин извори со почеток во 18 часот, а влизницата е со символична цена од 50 денари. Викендов почнува летното сметање на времето.
Ноќта меѓу сабота и недела стрелките на часовникот ќе се поместат за 1 час напред, што значи дека наместо 2 ќе биде 3 часот. Часовниците се поместуваат 2 пати годишно на последниот викенд од март и октомври. Во март стрелките се движат 1 час напред, а во октомври се враќа часовникот 1 час наназад. Поместувањето кон летното, односно зимското сметање на времето е со цел да се заштеди енергија. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Соединетите Американски држави и земјите од Европската Унија подпишаат договор кој се однесува на снабдување со течен природен газ. Целта е на договорот да се намали зависноста на Европската Унија од руската енергија. Според договорот, САД за Европската Унија ќе обезбеди најмалку 15 милиарди кубни метри дополнително гориво LNG до крајот на годината. Соопштија дека ќе прекинат употребата на рускиот газ како одговор на руската инвазија на Украина, а тоа автоматски значи нов увоз и создавање големи количини обновлива енергија. Договорот беше објавен денес за време на 3-дневната посета на американскиот председател Џозеф Бајден на Брисел. Бајден и председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен разговараа за инвазијата на Украина и понудија нова поддршка за Киев. Русија е главен снабдувач на енергија во Европа, низината инвазија на Украина предизвика цените на енергенсите да достигнат рекордно високо ниво. Американскиот председател Бајден изјави дека Русија треба да биде исклучена од групата 20 индустријски најразвиени земји и економии во светот поради низината воена агресија врз Украина. Прашан дали САД ќе реагираат ако Русија употреби хемиско оружје, тој одговори потврдно. Разговорите на САД дека Русија користи или би можела да користи тактики за хемиско оружје го одвлекуваат вниманието од срамните прашања за Вашингтон, изјави портпаролот на Кремљ Дмитри Песков. Тој рече дека ништо страшно нема да се случи ако Русија биде isfрлена од Г20, која сочинуваат најголемите светски економии, бидејќи светот е многу поразновиден. Не е светот само САД и Европа. Председателот на Турција Реджеп Тајип Ердоган пак изјави дека Турција нема да се приклучи на санкциите против Руската Федерација бидејќи не може да дозволи низините граѓани да замрзнуваат без рускиот газ. Турција и Русија преговараат за зголемување на плаќањата и порамнувањето на национални валути во туристичкиот сектор. Турција мора да остане чувствителна на санкциите против Русија, не може да го одвои снабдувањето со руски газ и нуклеарната централа Акују, додаде турскиот председател Ердоган. Вложуваме напори да создадеме атмосфера на мир, особено преку разговори меѓу двајцата лидери, доколку има позитивни барања, предлози Турција да биде посредник, ние сме подготвени за тоа. Подготвени сме на тој чекор, изјави Ердоган. Унгарија ги отфрли повиците на Украина да дозволи испорака на оружје преку нејзина територија и да го запре увозот на руска нафта и газ. Унгарскиот министер за надворешни работи Петер Сјар тој изјави дека не сака да ја ризикува безбедноста на своето население. Унгарската влада нема да се согласи на ова бидејќи не сака да ги ризикува животите и безбедноста на својот народ и не сака да ја плати високата цена на војната, рече Сјарто на својата фејсбук страна, а пренесе ТАС. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што не следевте. Довидување.